Неагресивна интервенција со воздржани, но и измешани пораки. Треба и време, треба и брза влада на широка основа. Ке има ли некаков ефект од посетата на Хан? Може ли ЕУ да го врати на агент заборавениот извештај на Прибе и уште по-заборавените итни реформски приоритети? Каква влада и во која формација може тоа да го испорача? Добро вечер. Јас сум Боби Христов. Вечерва во топ тема на ваша страна дебатираме за сите овие прашања. А од прва рака ќе дознаеме од еден од нашите гости и за тоа што порача и кажа еврокомесарот Хан на средбата со цивилниот сектор. Ги анализираме и последните препукувања или заострувања на односите меѓу ВМРО, ДПМНЕ и меѓународната заедница, односно своевиден сублимат на сето она што го инициравме како тема во текот на целата недела. Почнуваме веднаш. Хан дојде и се замина, овој пат невообичаено за неговата улога, без додавката пожарникар или полицаец кој треба да ги смири раскараните македонски политичари. Даде две изјави, малку јасни, малку конфузни. Од една страна вели на партиите им треба време, од друга вели ние не советуваме, но сепак сугерираше дека на Македонија и треба брзо формирање влада која што ќе биде на широка основа. И што сето тоа значи? Ке се обидеме одговорот да го добиеме вечерва од моите гости. Симонида Кацарска од Институтот за европски политики. Добро вечер и добре дојдовте. Андреја Стојковски, председател на Евротинг. Добро вечер и добре дојдовте. И колегат Джелал Незири. Кацарска би почнал со вас, бидејќи бевте дел од групата представници на цивилниот сектор, кој по обичај, иако дома веќе никој не ги есапи, но Хан се држи до таа некаква агенда и во сите средби се среќава и со цивилниот сектор. Што сакаше да слушне од вас? Добро вечер. Најпрвен, веројатно на Европската унија се обиде и комесарот сам преку својата средба да даде некој пример на тоа дека треба да се консултира граѓанското општество. Ако се сеќаваме и во тој вториот договор од Пржино, некој мониторинг механизам се планираше со учество на граѓанското општество. Веројатно и таму ние не чувме ништо посебно што останатиот дел од јавноста не го чу. Прашуваше нешто посебно, кажа нешто посебно? Видете, најмногу сакаше да го чуе нашето мислење во однос на правосудството и владењето на правото, меѓутоа ни ги испрати истите пораки, бидејќи не е тајна дека кај дел од граѓанскиот сектор и особено луѓето кои што следат областа на итните реформски приоритети во оваа држава не се доживеа како итни и воопшто не беа ставени на агендата овие 2 години. И на некој начин и самата Европска комисија се обидуваше да го објасни преку комесарот својот пристап, зошто и како сме се уште тука. Беше она што беше изјавено, она што веќе го чувме во медиумите, дека за да се направат всушност овие реформи за кои што говориме, кои што и вие ги споменавте претходно, потребно е да се обезбеди широко мнозинство во парламентот, што не е за никој од нас изненадување. Воедно под притисок на времето сме, меѓутоа очигледно со времето и кој што го изгубивме во овие 2 години, не сум ни сигурна колку тој аргумент за тоа дека треба да имаме брза влада ни стои, бидејќи несомнено го имаме ја имаме таа контрадикторност. Вчерашниот состав на представници на граѓанскиот сектор беше од
организации кои што навистина на стручна основа, би рекол, го следат евроинтеграцијскиот процес и се многу критични не само кон она што се случува дома, меѓутоа и кон улогата на Европската Унија, која што брзајќи да го изгасне големиот пожар од големата криза преку пржено 1, пржено 2, сите амандмани, додатоци и на тој договор, и самата ги подзаборави овие своји документи. Како реагира ХАН на таквите критики? Да, јас верувам дека ние како институт кој што го следеше имплементирањето, тоест неимплементирањето на итните реформски приоритети најдиректно, бевме таму. Заради тоа и како координатор на мрежа на граѓански организации кои што го следат правосудството и човековите права како најзасегнати од итните реформски приоритети. Она што ние порачавме дека во наредниот период, доколку се дојде во ситуација во која што би имало нека реформски настроена влада, мораме многу повнимателно да ги конципираме реформите и да дискутираме за нив, наместо да се прават ад хок решенија. Она што ние всушност и го на што инсистираме е системски пристап и тоа и го потенциравме на комисијата. Сега, на во однос на вашето прашање, ние не може да очекуваме дека Европската комисија ќе донесе, ќе предложи решенија кои што директно можеме тука да ги спроведеме. Тоа е пред се наша одговорност и одговорност на нашите политичари. Колку тие пак очекуваат оправдано или не од Европската комисија и од комесарот е друго прашање. Мое лично мислење е дека премногу се очекува во дадената ситуација доколку нема инпут, реформски инпут од внатре. Што значи тоа? Дека и самата Европска комисија во нашиот случај е затечена. Јас бев пред средбата со ХАН 3 дена во представа Брисел, имав состаноци во Европската комисија за други проекти кои што ги работиме. И всушност на канцеларијата која што работи директно на Република Македонија и се наоѓа во една лимбо позиција, исто како што сме и ние, бидејќи истите тие службеници во комисијата не можат да имаат ниту суштествени контакти со македонските институции, бидејќи константно се наоѓаме во некоја политичка криза, не може да ги остварат истите реформи кои што ги има во другите земји, колку се успешни или не. Тоа е веќе друго прашање, како што се Србија и Црна Гора, кои што се во преговори. Техничкиот премиер во оставка Димитриев или претеникот Димитриев на функција технички премиер, не знам како тоа правно да го дефинирам, вели дека го уверувал ХАН дека и оваа влада, која што е во лимбо правна ситуација, е посветена на Европската агенда. Ние го немаме тој впечаток дефинитивно, особено бидејќи Европската агенда во овој момент подразбира спроведување на итни реформски приоритети или извештајот на Прибе, кои подразбираат многу тешки реформи кои што не гледаме дека се имплементираат тука. Стојковски и Незири, ќе слушнам изјавата на ХАН, меѓутоа накратко кој е вашиот впечаток? Од една страна првично беше вчера дека нема да советува, но даде сугестија што очекува по разговорите со партиите, денеска една сосема друга изјава, но факт е дека не дојде во онаа улога на пожарникар, полицаецот од надвор, како што бевме навикнати претходно, кога се туркаше секоја речиси фаза од пржина. Добро, може би беше уплашен или чекаше да види дали ќе побараат негов ангажман. Премиерот, поранешниот премиер, председателот актуелен се уште зборуваат за тоа дека не ни треба повеќе меѓународно вмешување во разрешувањето на проблемите. Тој веројатно чекаше да биде замолен да се вмеша. Но доби само благодарност. Да, доби само благодарност. Она што
го сметам лично е дека имаше премногу време на располагање во државава, помина подолго од вообичаено. Вообичаено доаѓаше на полноќ во текот на еден ден и заменуваше рано наутро на следниот ден, така што имаше само 24 часа за работа реално во државата. Во многу потешки ситуации. Во многу потешки ситуации. Беше запишано на маргините на конференцијата. Имаше многу малку информации кои што ги добиваше помеѓу еден и друг блок на состаноци и една и друга можност за средба со медиумите и давање на изјава, така што дискрепанцата која што настана од вчерашната изјава до денешната, јас би ја толкувал, би ја објаснил со ова, дека имаше премногу време за да добива има што да се анализира во неа. Меѓутоа, вчерашната изјава беше вистинската или директната порака, она што го кажал денеска е веројатно последица на сослушувањето на сите, меѓутоа мислам дека нема да се откажат многу брзо од онаа првична изјава, имајќи го предвид ова што и Симонида го објаснуваше досега. Агендата е таква каква што е, од нас се чека да почнеме да работиме, единствено нешто што може да го кажете да не губиме време. Незир? Јас мислам дека е негова прва средба после изборите, што представува една увертира на наредниот негов ангажман тука во Македонија. Никој од нас не верува дека партиите после овие избори со ваков изборен резултат ќе можат самите да ја изменаџираат целава ситуација, кога имаме изедначени резултати помеѓу позиција и опозиција, кога еден глас, еден пратеник може да одлучува, може да составиме стабилна влада и може да се извлечеме од кризата сами. Затоа мислам дека ова е прва негова средба после изборите, ги сретна сите политички партии, невладиниот сектор и другите фактори во општеството, за да создаде можеби некоја агенда во наредниот период. Неговата порака, иако беше малку конфузна, првин рече дека треба брзо да се состави влада, институции, па потоа рече дека не треба да се брза. Мислам дека ќе оди во насока да се креираат услови за да се создаде таа основа, широка основа која ја спомна, а тоа според мене значи мнозинство, стабилно мнозинство во собранието, која би ги гласала тие итни реформски приоритети кои се листени таму во извештајот на Прибе. Таква широка основа не може на друг начин да се сфати, освен како широка коалиција, владина коалиција. Што се чини невозможно? Ајде да слушнеме сепак, да ги слушнеме двете изјави, денешната и вчерашната на еврокомесарот Јоханес Хан, па ќе ја продолжиме анализата на она што стои во заднина на пораките и конечно да се обидеме да го начнеме и прашањето дали е можно тоа да се операционализира во актуелниот миг и констелација на сооднос на политичките сили и обиди за формирање влада. Apparently it will still take some time. They should negotiate and they should take a decision in the interest of the country, its citizens, European perspective, and be focused on concrete work for the future of the country and the European perspective. It's about further integration. It's about quality and not speed, and they should negotiate, they should demonstrate their democratic maturity. Важно е новата влада да се формира на солидна, широка основа и да ја следи европската перспектива. Нема да даваме совети на било која партија како понатаму да продолжи со своите активности, но сите треба да бидат свесни за сопствената одговорност. Сега се работи за интересите на државата, интересите на граѓаните. Мнозинството на граѓаните се обединети околу европската перспектива. Тоа значи многу предизвици во иднината, меѓутоа тоа значи и донесување на многу одлуки, а крајната цел е подобрување на условите за живот во земјата, подобрување на сите перспективи. Колку што порано се формира влада, толку ќе биде подобро. Мислам дека нема време за губење.
Тоа беа пораките од Хан. Нема време за губење, колку побрзо, толку подобро, но прашање е на квалитет, а не на брзината. Мисла и вашите реакции, мала насмевка и мојава се логичен след на една ваква изјава. И сега од каде да се почне? Во анализата на она што би значи. Освен може би прашањето, првото прашање би било дали ова не даваме совети, но сугерираме, сепак ќе исклучува опцијата за која што примарно е заинтересиран ВМРО ДПМН, тоа е пак Македонија на нови избори. Ма тој кажа вакво категорично кажа што се очекувањата. Сега е битно во првата изјава од вчера. Сега е битно што поскоро да се формира влада која што во наредните 4 години ќе се посвети на имплементацијата на идните реформски приоритети. Заборавајте на нови избори. Очекувањата на Брисел се формирање на влада. Тоа беше пораката. Да, ние можеме да се соочиме со безизлез во кој што можеби ќе треба да имаме нови избори, меѓутоа во оваа ситуација во која што сме сега, продолжување на организирање на нови избори за ЕУ ќе биде многу мачен процес, затоа што прво ќе треба да се договори кој ќе биде власта, а кој е опозицијата и како ќе се изведе системското решение за влада за организирање на избори. Оваа влада која што функционира сега, без оглед колку пати ќе изјави Емил Димитриев дека е посветена на реформите, не може да ги организира тие избори, ниту пак има легитимитет за такво нешто. Ќе треба да биде нова влада за организирање на избори, за чиј што состав ќе треба да се договорат. Договарањето ќе трае многу долго и ќе бара многу посветеност, не само од сите страни во договарањето, туку и од нови страни кои што излегоа подоцна по пржинските договори, ангажман на Европската унија. Така што во вакви услови притисокот ќе биде ставен државава да создаде влада на најширока можна основа. Тоа е и уставното мнозинство за кое што зборуваше Хан порано, минимум 61 пратеник за да може да се избере влада, односно уште некој пратеник плюс. Добро, уставното мнозинство е за да може да функционира. Широка основа е малку поголем поим, имајќи го предвид ставот на ВМРО ДПМН дека тие нема да влегуваат во никакви хибридни ситуации, а таа хибридна ситуација е влада на широка коалиција. Да, меѓутоа владата на широка коалиција во англиската терминологија се нарекува Grand Coalition. Ниту еднаш досега не е споменато таквиот термин, Grand Coalition. Се зборува секогаш за Broad-Based Coalition. Значи, коалиција поставена на најширока можна основа. Јасно е дека за некои од прашањата ќе мора да градиме консензус или би било добро да градиме консензус во држава, меѓутоа они секогаш зборуваат за Broad-Based Coalition или коалиција поставена на најширока можна основа. И тоа може да биде ВМРО со сите албански партии, може да биде ВМРО со Социјалдемократскиот сојуз, ама тоа нема да биде остварлива варијанта, не заради политичката поделба, туку заради фактот дека Македонија сепак не е една национална држава, може да биде Социјалдемократскиот сојуз со сите други. Сите варијанти се на маса, што би рекол Али Ахмети. Симонида, кои се вашите толкувања на овие две измешани поенти, конфузни, типични за Хан? Бугарит, јас пред се би рекол дека комесарот е доста внимателен во овој постизборен период, бидејќи поради неколку причини. Прво, во секоја земја во која што имало избори во која што се преговара за влада, меѓународниот фактор е секогаш внимателен. Се среќава со сите и така натаму. Во специфично во случајот на нашата земја, ние во минатото сме имале многу ситуации во кои што се поставувале на маса прашањето дали можеби меѓународната заедница преку Европската унија, преку САД се вмешувала премногу, до кој степен било тоа потребно, дозволиво, опортуно за земјата. И тоа е всушност и дебата која што постои во самата Европска комисија и помеѓу европските институции. Дали земја кандидат, како што сме ние, треба да биде предмет на константно гасење на пожари, токму она што вие го споменавте. Сега, ја имавме и онаа ситуација од 11 декември со
прогласот пред Државната изборна комисија, имаме и дистанцирање, дури и непријателски став на некој начин од страна на ВМРО ДФМН према меѓународните представници. Иако дискутабилно е веројатно повеќе насочен во одреден период беше према американскиот амбасадор, не ЕУ. И поради што јас ова изјава на амбасадорите толкувам на комесарите толкувам како внимателно. Значи исто така мора да имаме во предвид дека тој веројатно и намерно беше дојден за друга работа, како што сам споменавте, значи не да гаси пожар, туку беше дојден на состанок на министрите од енергетика, состанок на министрите на дворешни работи, веројатно и требаше да не потсети и на самите дека не се нашите избори единственото нешто што се случува во светот и дека во регионот имаме и други обврски, како и другите земји да учествуваме во други процеси наместо само да правиме избори. Сега, прво мислам дека беше внимателен. Второ, се обидуваат да се држат настрана колку што е можно повеќе поради нападите на кои што беа предмет, поради ситуацијата која што се уште не е јасна никому. Навраќајќи се на оно што Андреја го рече, тие, значи, оно што го чувме во последните денови е влада на парламентарно мнозинство кое што може да обезбеди спроведување на реформи, широко мнозинство и така натаму. Широка основа, тоа може да биде предмет на интерпретација, несомнено што подразбираме по таа широка основа. Она што е потребно во секој случај, доколку сакаме да се навратиме на европската агенда, е мнозинство кое што може да обезбеди некакви реформи во насока на оно што го говоревме. Повеќе во психологијата на интерпретација ми е многу тешко да навлегувам некогаш на изјавите, иако сепак би рекла дека и комисијата и комесарот се уште се држи настрана, поради што и беше тоа дека на партиите им треба уште време, веројатно и не бил уверен во која насока се движат преговорите од страна на политичките партии. Да, меѓутоа не зирја и прашање за сите, кога ќе речете прашање е на квалитета, не на брзина. Тоа малку асоцира на ставовите на Ахмети кои што ќе ги анализираме подоцна, меѓутоа сепак кај нас игра улога факторот време. 27 февруари е последниот рок, првиот помина, веќе, кога треба да се распишат локалните избори. Значи, дури да немаме формирана влада, изгласана влада до тогаш, тоа предпоставува мнозинство, договорено мнозинство, кое што ќе го има до некаде поделено тој колач на власта и усогласено ставовите за да избере спикер кој што ќе ги распише изборите. Во спротивно влегуваме во уште една голема неизвестност како сето тоа понатаму ќе се реши. Па јас мислам дека тоа што и ти го цитираше два пати Ахмети, сите опции се на маса, дури и таа опција следните парламентарни предвремени избори да се одржат заедно со локалните избори. Значи има и такви сценарија или такви можности кои се анализираат во политичките кругови. Тоа е да има пролонгирање на локалните избори, не да се одржуваат во одредениот термин во мај, мислам, или во април. Во мај. Во мај, туку да тоа да бидат во септември заедно со изборите на парламентарните избори, и тоа е една од варијантите. Јас од изјавите што Хан ги даде во Скопје, јас разбрав дека таа широка основа подразбира тој истиот пат преку кој се одеше и се дојде до Пржино 1 и Пржино 2. Значи веќе тие договори, поголемиот дел од тие договори веќе после изборите престанаа да важат, или точки од тие договори. Имаме многу институции кои се вратија на претходното ниво или позиција кога беа пред изборите. Тоа е Државната изборна комисија. Значи, нема истиот овој избирачки список да важи за наредните избори. Треба пак пржитски преговори, договори, составувања за да се добие ништо нов што беше за овие избори не важи, односно или се враќаме на старо или ќе треба преговори за се на старо. Позиција од која беше причина за кризата која се случи.
и причина поради која опозицијата не сакаше да оди на избори. И сега после овие избори истите причини, не само од СДС, ние слушаме од останатите политички партии, освен ДУИ, значи и БЕСА и Алијансата за албанците, најавуваат бойкот на изборите, парламентарните, во случај ДУИ и ВМРО ДПМН со тоа мнозинство што го имат да ги прогласат во собранието. Значи во тој случај ние ќе имаме продлабочување на кризата, а не некој се излез од кризата, иако може да се состави или да се прогласат изборите и да се оди на тие во тој случај ќе партиципираат само ВМРО и ДУИ. Значи потребен е процес на реформи и преговарања ист како тој што ги донесе пржинските договори. И во основа на тоа јас не мислам дека во случај да се состави влада помеѓу ВМРО и албанските партии или СДС и албанските партии, таа партија што ќе остане во опозиција, ќе има таа зрелост, политичка зрелост за да ги поддржи тие реформи кои се наведнати во извештајот на Прибе. Па така што единствена варијанта или единствена можност за да функционира таа широка основа и да се операционализира во вид на изгласување на тие реформи е составување на широка влада или на некоја си влада реформска во која би учествувале клучните чинители во политиката или тие што имаат поголем број на пратеници. Малку неверојатно се чини во моментот. Стојковски, ако се погледне убаво се што се случува внатре во македонската политичка арена со месеци наназад и по освојувањето на Пржино, печатокот веројатно би бил дека никој повеќе не се сеќава ни на извештајот на Прибе, ни на итните реформски приоритети, нити што пишува внатре, и дека дури и самата Европска Унија, како што реков на почетокот, обидувајќи се да го изгаси големиот пожар и да ги насочи партиите кон некаква траекторија на можен излез, а тоа беа изборите, и самата ги забори. И сега, кој е тој или тоа мнозинство што повторно таа агенда може да ја врати на сцена, а е веќе реално заборавена? Добро, агендата не е толку заборавена, бидејќи во оној момент кога ајде да се вратиме назад уствари. Прво граѓанскиот сектор беше оној кој што беше најгласен дека треба прво реформи, па дури потоа да зборуваме за избори, меѓутоа во услови во кои што се наоѓаме, реално добро е што се случија изборите некаде на половина пат, заради тоа што ние во онаква влада пржинска немаше воопшто да функционираме, постојано имаше некакви сопки. Видовме што се случуваше. Среќа беше дека има некакви мали исчекори кои што се направија, ама многу од реформи не видовме. Реформите зависеа од другите дополнителни тела. Ако одиме во анализа што е тоа broad-based coalition, можеби би можеле во таквата коалиција да ја сврстиме и голема коалиција, бидејќи реално и тоа е некаква широка основа. Меѓутоа секој ја скокна, сите ја скокаат таа, а ВМРО ДПМН, колку што знам, категорично кажаа дека нема да учествуваат во такво нешто и нема да прифатат такво нешто. И за да дојде до такво нешто треба повторно вклучување на меѓународната заедница, меѓутоа ние во соопштението на ВМРО се извинува. Од вчера, например, немаме такви назнаки. Едноставно стои една реченица дека делегацијата на партијата му заблагодари на комесарот Хан за напорите да ја помогне на земјата. Толку фала, толку беше пријатно. Та може би ги искара највулгарна интерпретација. Ако ги искара они сите до сега, може би и нив некој ги искарал, па се одлучиле за ваква, не знам, учтива или бенигна форма на карање. Не може да се надеваме на голема коалиција во никој случај. Реков прво заради тоа што се откажаа. Меѓутоа има многу од работите кои што се дел од Пржинскиот договор, кои што можат да бидат и понатаму одржувани во живот и тоа во активен живот со минимално мнозинство. Да се подсетиме, заштитените сведоци може да бидат закон кој што ќе биде донесен со 61 пратеник.
За тоа нема потреба. Дури ако сакаме да зборуваме и за продолжувањето на мандатот на специјалното јавно обвинителство, можеме со 61 пратеник ако зборуваме за автентично толкување. Така што Да, меѓутоа тоа е закон кој што почнува со една чудна реченица и дека донесен со волјата на 4 големи партии, тука се комплицира, иако теориски да, во права сте. Тоа е, бидејќи таквото толкување ќе му даде шанса на да работи специјалното јавно обвинителство, ќе си даде шанса на оној дел од европската агенда кој што го сочинуваат главнината. Итните реформски приоритети сите се движат околу владењето на правото и одговорноста. Така што за такво нешто може и помала коалиција. Веројатно ќе биде тешко, ама ако влеземе во ситуација да треба да ги распишуваме и локалните избори, тогаш кризата ќе биде далеку поголема. Не заради тоа што ќе нема кој да ги одложуваме? Ако се распишуваат, тогаш е доброто сценарио, значи има некакво мнозинство. Не, ако дојдеме во ситуација да мора да ги распишеме, како што самиот кажавте на 27 февруари, законот тоа го налага, следната алтернатива е одложување. Следната алтернатива, ама за одложувањето треба исто така мнозинство, за да го измени законот. Треба мнозинство, меѓутоа ако нема до 27, хаосот се дополнува со нов хаос. За да може да бидат распишани изборите на 27 февруари, нема потреба од председател на собрание. Според деловникот, најстариот пратеник во собранието го председава собранието до изборот на председател. Ако тој го председава собранието... Има друг член кој што вели изборите ги распишува председателот на собранието. Тој не може да распише избори. Тоа е по мене вршителна должност председател на собранието во тоа време. Видовме ние многу различни правни толкувања. Ако ги слушаме оние најразличните, веројатно никаде нема да отидеме. Колку правници, толку толкувања. Меѓутоа, она што веројатно од се треба да се почне е фактот дека сето избориве се резултат на еден договор, Пражинскиот договор, чии автори се Европската унија и Соединетите Американски држави. И веројатно се очекуваше дека секоја идна разврска повторно ќе следува со нивно активно учество. Меѓутоа се случи нешто друго. Она што беше добредојдена помош, сега е странски непожелен интервенционизам. Како сето тоа се случи? Прво низ анализата на колегата Александар Манасиев, а потоа се враќаме со дебата во студиото. Средби, разговори во 4 очи, писма, директни пораки и твитови. Вака се одвиваше комуникацијата на амбасадорите и еврокомесарите со политичките фактори во земјава, обидувајќи се да истуркаат Македонија од длабоката политичка криза која трае веќе 2 години. We urge Vumro Dupamane to demonstrate the required commitment and to implement the agreement in a constructive and urgent manner and with good faith. We believe implementing the Perugino Agreement is the best path out of this political crisis. Не баре земјата е возило заглавено во снег, а меѓународните представници на туркање се обидуваат да го извлечат. Истовремено, дел од политичките партии, како да ја креваа рачната кошница. It is up to the parliament, the government, and your political leaders to make decisions. They are responsible for putting the nation back onto the Euro-Atlantic track. Колку што амбасадорите се обидуваа да помогнат, толку реториката кон нив се заоструваше. Бейли беше еден од оние кои активно се обидуваа да обезбедат спроведување на Пржинскиот договор, а истовремено од ВМРО ДПМН пополека му е затвораа вратата. На прашањето на амбасадорот Бейли
дали во тој поглед може нешто да помогне. Беше одговорено дека не може да помогне пред се затоа што улогата на амбасадорот е да ја следи состојбата во земјата и да ја информира неговата земја за случувањата. На забелешката на амбасадорот дека досега тој многу помогнал, му беше изразена благодарност за тоа. Но оваа благодарност не траеше долго. Тоа се почувствува и од така наречениот проглас на Груевски, кој му упати јасна порака на амбасадорите: не се мешајте во внатрешната политика. Некои амбасадори почнаа премногу да се мешаат во внатрешната политика на земјата. Тоа мора да запре. Ваквата реторика продолжи со бизарните некролози за амбасадорите, кои иако беа осудени од партиите, сепак се чини дека испратија уште појасна порака. Поранешниот амбасадор на Република Македонија во Грција, Израел и Романија, Љупчо Арсовски, вели дека се чувствува разлика во начинот на делување на меѓународните представници пред околу 2 години сега. Смета дека тие делуваат посмирено. Некој би можел да го протолкува тоа како реакција или како страв од она што беше соопштено пред ДИК и така натаму и низа аналитичари и други кои со гнев се произнесоа против странските дипломатски представници кои сепак си вршат својата работа и работат по инструкциите на своите влади. За сега пораките се испратени и преку Стејт Департментот и преку Европската Унија во неколку наврати дека Македонија мора да формира влада и таа влада мора да биде одговорна, бидејќи нас ни престои сега оценка и повторно дали Македонија ќе остане на листата кандидат за Европската Унија, каква оценка ќе добие понатаму и да се реализира она што беше договорено во Опржино како одлука на 4 партии од тоа време во парламентот. Последен во обидот да стави крај на политичката криза беше Хан. Тој според Арсовски дојде и остави јасна порака. Останува посе изгледа таа порака за поширока коалиција, низ која треба наредната влада да ги реализира сите обврски на Македонија преземени од партиите во Пржино. А таму лежи едно од позначените прашања, тоа е специјалното јавно обвинителство кое мора да продолжи во функција на неговото формирање своевремено. Може би некој веруваше дека Хан ќе дојде и ќе направи чудо, но многумина сепак беа пореални и не веруваа дека работите ќе се сменат преку ноќ. Со заменувањето на Хан, за жал, не си замина и неизвестноста за земјата. Иако политичката криза трае предолго, сепак по заменувањето на Хан се поизвестно е дека македонските граѓани не може во скоро време да очекуваат да се формира влада. Тоа беше анализата на Александар Манасиев. Веројатно многубина би рекле дека овие се извинувам изјави што ги гледавме од амбасадорите пред влада, тоа е она ненормалното во една нормална демократска држава да се држат такви лекции, меѓутоа ние свикнавме со текот на времето дека без тоа не се може и практично резултат на тоа беше и пршено. Сега имаме една од страните која вели крај, сега дипломатите си се враќаат на должностите според Виенските конвенции, а ние дома ќе си ги бркаме сами работите во нашиот двор. И можеме ли незири во такви околности да очекуваме резултат? Па не можеме, зашто ВМРО ДПМН беше тој иницијатор или таа партија што повика амбасадорите да не се мешаат многу во внатрешните работи на земјата. И всушност и американскиот амбасадор во Македонија, но и британскиот, веќе не ги гледаме многу по изборите да фасилитираат или да помагаат во процесот на формирање на нова влада, што е значајно за државата и за граѓаните на Република Македонија. Значи, треба да се направи разлика помеѓу помагање и мешање.
ако е тој процес во интерес на сите граѓани на Македонија, не може да се никогаш не може да се свати како мешање, туку напротив. И така што ние не ги гледаме многу присутни во јавноста амбасадорите. Што не значи дека може би не работат за сцената со оние во чии штабови се добре дојде. Па може би работат, ама гледаме нема резултати. Значи поминаа тие 20 дена први на ВМРО ДПМН и беше ВМРО оставена сама да си состави влада и иако формален победник на изборите, ВМРО пак не успеа да си ја состави таа влада. И сега имаме различни толкувања дали треба мандатот да го добие или не, па председателот излезе Добре, сега е јасно. И рече дека кој ќе ми ги донесе 6-7 подписи од пратениците, тој ќе си го добие мандатот. Значи се уште сме во конфузна ситуација за која мислам дека нашата политичка елита не е созреана, не е зрела за сама да си донесе одлука. Ако се зема предвид фактор дека ДУИ, која сега е во коалиција или во тесна соработка со Алијансата за албанците, заедно има 13 пратеници и е фактор за составот на идната влада, и тие се како партија се неодлучни по кој пат да го фаќаат. Јас мислам дека отсутството на јасни пораки од страна на амбасадорите, особено на амбасадорот на САД, па и на Велика Британија, изборите и промените кои се случија таму и надежта или можеби стравот дека по изборот на Трамп во САД ќе се смени нешто и во однос на надворешната политика, особено кога се работи Македонија и регионот. Ги имаме исто така колективните оставки на првите ешалони во Стейт Департментот по изборот на Трамп. Сите тие креираат многу дубиози, многу нејасноти во ДУИ, кој како да сака да купува време низ целиот овој процес и да оди до крај на 20 дена, иако под предпоставка дека до понеделник ќе се подпише за мандатот на Заев, сепак ќе биде многу тешко да се состави таа влада, токму заради тие нејасноти кои се креираат, а кои се создадоа токму заради тој... ќе го дискутираме тоа во последниот дел. Кацарска, колку сега после сето ова што го слушнавме, особено ова радикално свртување и откажување од услугите на оние кои што го изнесоа како свое чедо и пржино, и прибе, и итните препораки кои што не се само флоскули, туку имаат суштина битна за идниот реформски курс на државата. Колку после овој пресврт сето тоа може да се врати на некаква агенда или јасна патека, или што би рекол хан на европскиот пат и колосек? Видете, доколку се формира влада која што е посветена на тие итни реформски приоритети, тоест на владење на правото. Значи, веќе ги го користиме тој збор итни реформски приоритети, веројатно и премногу, бидејќи само европската агенда во моментот подразбира враќање на владењето на правото и ослободување на државата, односно справување со феноменот на заробена држава кој што се користи се повеќе во европските извештаи. Доколку дојде влада, односно парламентарно мнозинство кој што е спремно да ги превземе тие несумнено тешки реформи, не е невозможно само по себе. Од друга страна, во право сте да нотирате дека меѓународната позиција на Република Македонија во изминатите, особено во изминатите 2 месеци, е влошена. И односот со меѓународната заедница е погоден, е со представниците како на дел од членките на Европската Унија, како и на Соединетите Американски држави, специфично со амбасадорот, е ставен во прашање, што не беше случај порано. Значи, ако погледнеме историски, Република Македонија беше земја која што имаше досие на негување на тие односи, може би со одреден период таму околу 2001 заладување за што сме свесни. Подоцна. Во тој период, меѓутоа,
и откажување во еден период од Охридскиот рамковен договор, кој што ако се навратиме беше на истиот модел како и случајот со пржино. Значи меѓународната заедница беше гарантер. Меѓутоа, значи не е исклучено. Сега, она што би сакала само да потенцирам е дека вчерашната изјава на премиерот Емил Димитриев сепак после средбата со Хан дека креирањето на влада е домашна работа и дека не треба да има инволвирање од надвор, што имаше, значи дека имаше повторно една мала порака кон меѓународната заедница. И вториот дел на посетата на комесарот кој што ние го споменавме, а тоа е донацијата на опремата во Министерството за внатрешни работи, што мислам дека представуваше воедно еден начин на символичко прикажување на тоа дека помошта од ЕУ, која што овие денови слушаме дека оди кон подривање на власта или во лошите граѓански организации, оди пред се и кон државата. Така да го имаме и тој однос што ни е многу важен со меѓународната заедница. Во тој контекст имаше една многу интересна изјава на исто така на комесарот Хан, кој рече дека го повикал председателот Иванов, кој што побарал да бидат поактивни и повидливи во помошта кон државата, го повикал дојди со мене еве при доделувањето на оваа опрема заедно да демонстрираме, меѓутоа Иванов не отишол. Мораме да одиме на кратка пауза за реклами, а потоа се враќаме на сите можни комбинаторики за тоа која е таа влада која што во брзо време или во подолго време, но квалитетно би можела да одговори на она што сепак е приоритет формално за сите според она што го говорат, а тоа е реформите и европската агенда. Назад сме во студиото со моите вечерашни гости Симонида Кацарска, Андреја Стојковски и Джелал Незири. Ако веќе успеавме некако да се усогласиме во првиот дел дека нагласена интервенција овој пат или вмешаност нема да има и дека сме оставени сами на себе, односно на оно што Хан го вели на зрелоста на домашните политички партии, се наметнува прашањето како понатаму. Како понатаму условите ги понудија и ги разменија вчера лидерите на ДУИ и на СДСМ. Да слушне. Демократската унија за интеграција откако ќе ги добијат доволните материјали од разговорите кои што се водат со СДСМ, ќе свика седница на председателството и секако тие седници на председателството ќе бидат малку подолги од тие што сме ги имале досега, затоа што одлуките што треба да ги донесеме се многу битни, се многу значајни за земјата кај што ние живееме. Сакаме материјали на писмено, а не нешто на начин аркаичен начин на кој се работело пред 100 години. На писмени материјали. Ова е процес на добивање на мандат. Господинот Ахмети не бараше ништо на писмено од господинот Груевски за да влезе во преговори за влада. Но ако за нас зборот е збор, без разлика дали е даден усно или на писмено. Немаме проблем со оваа работа, правиме се што можеме да побрзо ги собереме потписите за да добиеме мандат. Тоа значи дека доправа после тоа ќе влеземе во разговори за влада. Тоа што предпоставувам тие го очекуваат на писмено е тоа што е поврзано со идната владина програма. Тоа е деталите околу нашата платформа, деталите околу нивната платформа и сето она кое што е поврзано со очекувањата на граѓаните, а тоа ситните реформски приоритети. Дали пред подписите или после подписите ќе ги дефинираме преку писмени материјали, тоа за нас не е проблем. Сакавме да го почитуваме редот на работите. Но кога разговарате со партнер, двете страни имат свое право. Апсолутно реков, сме прагматични во водењето на политиката и затоа така релаксирано зборувам. Треба писмени материјали, ќе ги дадеме. Ако сега не ги дадеме, ќе треба да ги дадеме веројатно после добивањето на подписите. Така да, ако е тоа причината, и тоа ќе го направиме. Ете, тоа беа условите кои што вчера си ги разменија лидерите на СДСМ и на ДУИ, Зоран Заев и Али Ахмети. Незири, на што бе асоцира кога Ахмети ќе каже дека седниците на председателството сега
откако ќе ги добијат овие писмени материјали или и посулчиња, ќе бидат дури и подолги од колку што траја досега. Досега траја 20 дена, пред објективите на камерите цели 4 дена. Значи, очигледно е дека Ахмети и Дуи се обидуваат максимално да ја искористат оваа ситуација која е дадена после изборите, со тоа што ја драматизираат ситуацијата и го повлекуваат целото внимание на јавноста кон себе, за да се представуваат како битен политички фактор во Македонија, особено кај албанците. Како прво, како второ... Формално правно се, клучете кај нив? Да, и ја користат максимално ситуацијата. И како второ, Дуи особено исплашена после изборите, иако е клучен фактор, сепак преполовени се гласовите, но и мандатите на оваа партија после изборите, што внесе голем страх кај Ахмети и кај целата Дуи како политичка партија. Тие се уплашија особено од пристапот на СДСМ и промовирањето на нивниот граѓански концепт кој предвидуваше инклузивност за сите етнички заедници. Можеби за прв пат една таква опција беше понудена кај граѓаните, со тоа што повеќето од гласовите на Дуи се излеа во контото на СДСМ. Сите овие драматизирања, но под предпоставка да ги даде подписите, Дуи ќе продолжи на таков начин да ги подгрева националните чувства, со тоа што ќе сака да направи дистинкција јасна помеѓу тоа кои се македонски етнички македонски политички партии и кои се албански етнички политички партии. Тоа е нивната стратегија да се заштити тој политички терен во кој конкурираат Дуи и останатите политички партии, со тоа што на СДСМ би му оневозможило или би била ставена на таква позиција за да биде... Дело, што е според тебе и какво е чувството генерално во условно ќе кажем албанскиот корпус, кој што ние и заради јазична бариера не можеме да ги следиме нели сите медиуми. Што е приоритетот, што е дилемата на Дуи? Платформата сама за себе, која што платформа, имаме и една друга изјава од Ахмети која што синоќа прозвучи многу чудно. Тоа не е платформа, вели, тоа е заедничка изјава, но ајде да не навлегуваме, тоа е сосема друга. Да не навлегуваме во таа тема. Што е фокусот? Изјавата, платформата, заветите кон гласачите или сите тие дилеми што Дуи си ги има лично внатре во партијата? Прво неединството, дилемите околу губењето на гласовите, стравот дека секој погрешен потек може да ги чини уште повеќе на локалните избори. Што според вас доминира во сето ова се нема регистрирано во политичката историја, значи од осамостојувањето на државата до сега, некоја партија да бележи ваков пат како Дуи. Единствено ПДП во 2002 година, но тогаш беа различни околностите, тогаш значи бившата ОНА се трансформираше во политичка партија и значи во основа на таа политичка структура на теренот во која се базираше ПДП се креираше Дуи. Добро говорено за албанскиот блок, во македонскиот тука имаме кај СДСМ таков пат 2006 кога беа буквално 2008 бришен искрус. 2006 беше почеток. Зборувам за условно кажано албанскиот корпус на политички партии, така што ова прв пат се случува во нормални услови една политичка партија да бележи ваков пат. Тоа навистина е алармантно за оваа партија и внатре во анализирањето на зошто до тука се дошло, мислам дека преовладувало мислењето дека причина е конструктивниот пристап на партијата во преговорите во Пржино, конструктивниот пристап во решавањето на многу тензични ситуации и кризи во земјата, така што целата таа цена ја има платено Али Ахмети. Пристап на партијата во тендер коалицијата. Да, тоа е друго прашање, но тоа што се мисли внатре во Дуи е
е дека токму тој конструктивен пристап овозможи СДСМ да им одземе голем број на гласови, додека ВМРО да го зачува тој корпус на гласови кој го имаше, а најголемиот губитник фактички е ДУИ. Јас се согласувам со колегата дека во ДУИ многу малку се размислува за реформи, за внатрешни реформи, кои според мене се главната причина зашто ДУИ бежи пат. И за да се замаглува тој процес и за да се стави во заборав, Ахмети тргна да се да го обезбеди тоа мнозинство кое е клучно за формирање на власт на едната влада, а тоа се неговите 10 пратеници кои не беа зашто 10 пратеници има и останатите партии на албанци, тоа Алијансата, БЕСА и ДПА. Значи и тие имаат 10 и ДУИ имаше 10. Со платформата, значи ДУИ инициираше сама, Ахметиот сам инициираше средби, една таква средба во Македонија, но не се одзва пратениците на БЕСА или челниците на БЕСА, така што се отиде таквите средби да бидат низ премиерот на Албанија, да се организираат од страна на премиерот на Албанија и председателот на Косово, со тоа што ги ставија во незавидна позиција и представниците на БЕСА. Да, и сега имаме и онаа кавга кој е автентичниот автор на платформата, па БЕСА велат ако ние ќе се откажеме ако авторот е еди кој си и така натаму, и сето тоа создава една забуна колку навистина ова може долго да трае, бидејќи јасно е дека Ахмети дава бара пусулче и документи, хартии, завети некакви програмски или било што од СДСМ прво за подписи. Пошто следува дополнително би следувале преговори за влада и тука ја имаме од друга страна и БЕСА која исто така вели да ние пак сме спремни бланко да ги дадеме подписите, но нашите барања ќе стигнат на маса дури откако ќе се добие мандатот. И сега навистина колку се тоа може долго да трае. Ахмети вчера се пошегува, рече преживеа Белгија 2 години, па ќе преживееме и ние. Да, меѓутоа во Белгија институциите не беа заробени, државата исто така не беше заробена, Македонија е сведок или сведоци сме ние дека Македонија е заробена држава. Прво едно прашање околу победникот на изборите, да бидеме најасно. Победник на изборите е онаа партија која што составува влада и победници на изборите се оние партии кои што ќе состават владата ако ниту една партија нема освоено апсолутно мнозинство. Оттаму се уште не го знаеме победникот од овие избори, иако има партии кои што освоија поголем или помал број на пратенички места. Од аспект на меѓународната позиција, влошеноста и така натаму, тоа е првенствено заради нашиот избор овде или заради изборот на ВМРО ДПМН е овде, состојбата е влошена. И јас не мислам дека ова е мирен период во кој што нема никакви случувања. Ако се вратиме назад на изјавата на комесарот Хан, имаше и тоа во денешната изјава. Вели, мнозинството од граѓаните на оваа држава сакаат да ја ведат државата во Европска унија, сега ја парафразирам, или гласа за реформи кои што ќе однесат оваа држава во Европската унија. Така што тој многу убаво порача. Многу убаво порача даде многу убава порака што очекува и како очекува. Ако зборуваме за ДУИ и колку долго може да игра, ДУИ веројатно ќе се обиде да го преживее евидентниот распад собствен. ДУИ или ќе се распадне или ќе пропадне. Тие се двете опции за политичката партија во случајов и веројатно има минимални шанси за да преживее и да опстои во оваа форма во која што е. Истото и се случи и на ДПА, да не забораваме. Полека,
И еве денеска имаме само два пратеници кои што едниот е верен до смрт, а другиот ни подразно не сака да биде. Е верен, а тој што е верен до смрт. Не, сакам да кажам дека Дуи ќе си игра до оној момент додека може да си игра со самата себе, меѓутоа на Дуи не ја одговараат ниту идни брзи избори, ниту локални избори во ваква состојба, бидејќи Дуи само ќе се соочува повеќе и повеќе со својот пропаст. Се додека Али Ахмети е заложник на ВМРО-вското така наречено крило во рамките на Дуи, нивните гласачи ќе бидат се помалку и помалку. Албанците не гласаа за СДС заради граѓанскиот концепт или заради еднаквост или заради животот, туку гласаа заради тоа што тендерската коалиција не им донесе подобар живот. Джелал, реална е оваа перцепција? Јас мислам дека е реална, зашто политичките партии на албанците веќе долго време се фокусирани само на тие идеолошки големи каузи, дека ги имаат оставено во заборав или не ги третираат како што треба прашањата или проблемите кои се од практична природа. Значи конкретни мали каузи со кои се соочуваат сите граѓани во земјава. Невработеноста, најмалата минималната плата, странски инвестиции, подобар живот, стандард на живење и така натаму. Така што многумина видоа после објавувањето на така наречените бомби, видоа дека целиот тој патриотизам кој се промовираше од страна на Дуи и од другите партии, и кај едните и кај другите. И кај едните и кај другите всушност е само за замаглување на јавноста, додека зад политичките завеси се игра друг вид на игра, друг театар, кој носи лоши последици кон сите нас како граѓани, кон сите граѓани без разлика на нивната етничка припадност. Затоа видоа дека главниот проблем се токму присуството на корупцијата во политичките партии, корумпираните политичари и неможноста партиите да се реформираат од истите. Затоа главната причина е казна за Дуи и нудењето од друга страна, од страна на СДС, на една визија која можеби изгледаше атрактивна и за... Уште колку време... Еве уште една потврда на тезата која што сега ја дискутиравме. Джелал претходно многу убаво кажа, 10 пратеници Дуи, 10 пратеници албанци од сите други политички партии. Со случок на ДП, сите други зборуваа против идното коалицирање со ВМРО-ДПМН, за продолжување на работата на специјалното јавно обвинителство, за владење на правото. Добро, меѓутоа тука ајде сега да не отвараме темата, во ова студио Бујар Османи рече дека главната дилема е и мајскиот договор. Ахмети вели верува на хартија, а тој е на хартија иако е без подпис. Симонида, колку во сите овие нејасноти ние имаме време да чекаме? Видете, до недоглед. Кога го слушнав господинот Ахмети дека преговорите ќе траат долго, да не бевме под притисок за некои базични работи кои што треба да ги средиме, дури би рекла дека е добро партиите да преговараат сами меѓу себе. Навраќајќи се на што вие го велевте, дали им треба некој од надвор. Јас искрено од нашата позиција со оглед на нивното потпирање на меѓународната заедница не е лошо сами помеѓу себе да испреговараат. Меѓутоа, не би рекла дека имаме време до недоглед, бидејќи како што ние си чекаме, останатите земји од регионот одат напред, ние стагнираме, односно одиме наназад. Во моментот сме во полоша позиција и ако споредиме, да не говориме за Србија и Црна Гора, веќе сме во полоша позиција од Албанија во однос на отворањето на преговорите за членство во Европската унија и каскаме во тој контекст. Така да не би рекла дека имаме неограничено време, а ако се навратиме тука значи на другите разговори околу креирањето на владата, она што не беше споменато и дефинитивно Дуи не е во завидна позиција ако сака да си даде назначење. Авторизира. И меѓутоа она што не беше споменато е всушност и покрај специјалното јавно обвинителство дека и односот према меѓународната заедница е она што во моментот го дели Дуи од ВМРО-ДПМН, бидејќи традиционално албанските гласачи, а и Дуи, како што и се изјасни, мислам, неколку пати, не ги дели оние мислења за меѓународната заедница за кои што ние тука говоревме.
Да, има уште една работа таму. Ова последното бранење на Али Ахмети и коалицирањето со ВМРО ДПМН од страна на Русија, Али Ахмети не излегол до сега да дава изјава ако зад него не стои американското знаме. Се разбереме, тоа не оди баш во логиката на албанецот, не оди баш. Тука е интересен и ставот на рускиот амбасадор кој вели дека Западот се меша, а ние не се мешаме, а разликата е во тоа што Западот вели она широка коалиција, а тие велат коалиција меѓу ВМРО ДПМН и ДУИ. Ја имавме таа изјава, меѓутоа немаме време. Сакам само една ми остави впечаток еден коментар денеска на професорот Ненад Марковиќ, кој за жал вечерва не можеше да биде со нас. Вели, имам впечаток дека тактиката на ДУИ е да ги изманипулира и ВМРО ДПМН и СДСМ, да прифатат делови од платформата, јавно да се произнесат за неа, иако сега ВМРО неуспешно демантира, во замена за коалиција, и да се перчат дека ете ги кутнале двете најголеми партии на плеки, ги натерале да им прифатат важни делови од етничките прашања, бидејќи никој не им ја прифатил платформата до крај, на крај да одлучат дека нема да прават коалиција со никого. Во таква варијанта доаѓаме до тоа, сите опции се на маса. Но за тоа во завршните зборови по реклами. Во завршница сме на вечерашната топ тема, незири завршниот круг со вас. Ако зајавели дека брзо ќе ги достави потребните документи до Демократската унија за интеграција, без оглед што би значило сето тоа, иако претпоставуваме, а Ахмети дека ќе му треба подолго време отколку досега, може ли да се прогнозира дека крајот ќе биде коалиција или пак она што се вели сите опции отворени, сите карти на маса, нова неизвестност со можност секако која што би била решена со нови избори? Јас гледам тука еден обид за политичка одмазда од страна на Ахмети и првично кон ВМРО, иако не изгледаше баш така во јавноста, но сега истакнато е пристапот на Ахмети кон Заев. За добивање потписи, тоа не значи дека има и договор за коалиција. Ставот на другите партии беше, беса и на Алијансата, беше дека тие ќе ги дават потписите, но потоа ќе преговараат за заедничката платформа, што не значи дека ќе се договараат. Дали од тука давањето потписи ќе значи дека половина работа од договорот за влада е завршен, бидејќи бланко потписите претпоставуваат дека ништо не е отворено и затворено као минимум согласност, меѓутоа давањето потписи, собарање документи и гаранции и што ли се бара Ахмети, сепак значи дека еден дел од проблемите се затворени. Колку оваа постапка на која што инсистира ДУИ би ја забрзала целата постапка? Јас мислам дека намерно, како што кажав и порано, драматизира ДУИ со потписите, иако логички тоа не е потребно. Тоа што во ДУИ, конкретно кај Ахмети е сватено како директен напад и напад кој и нанесе најголема штета на ДУИ е објавувањето на тие прислушкувани разговори за кои во ДУИ мисля дека изворот е токму СДСМ на Зоран Заев. И јас не гледам дека помеѓу овие две партии има еден пријателски пристап кој би гарантирал дека потписите па и преговорите би се одбивале на таков начин да можеме лесно да очекуваме да состават и влада. Во ДУИ, а и Ахмети самиот го кажа тоа дека можна и варијантата тие да останат во опозиција, со изговор дека на Ахмети му треба да биде опозиција заради тоа да расчисти со сите тие обвинувања за криминал, за корупција. Тогаш имаме малтенска влада и многу кревка ситуација што е за таква варијанта и гледам во последно време се залага во јавните настапи и самиот Ахмети и како да
создава терен за да ја отвори или да ја направи најмногу можна варијанта за епилог на овие преговори. Значи не може да се прогнозира дури да имате хипотетички, саркастично жолто комбе со кое што ги следите седниците на Централното председателство на ДОИ. Сосема кратко, бидејќи имаме уште само 3 минути. Симонида, евентуалниот исход би бил резултат на некаква разум, демократска зрелост, внатрешна мобилизација или сепак притисок од НАТО? Евентуалната разврска... Прашање за $1,000,000. Да, дефинитивно за $1,000,000. Евентуалниот исход ќе биде базиран на проценката на тоа колку и ДУИ ВМРО ДУИ пред се ќе успее да спаси од себе. И тоа ќе биде некоја проценка на тоа што може, која е најдобрата опција за нив, имајќи предвид повторно, како ќе кажам, тебе 10 години во влада, не е лесно да се оди во опозиција после 8 години, така да ќе биде она што најмногу сметаат дека ќе ги спаси. Стојковски. Ако Али Ахмети се одлучи да оди во опозиција, прашањето е со колку пратеници ќе остане во опозиција. Најголемата политичка жртва од коалицирањето во моментов со ВМРО ДПМН е за Али Ахмети или од новите избори, предвремени парламентарни избори е позицијата на Изет Меджити, на Теута Арифи и на Невзат Бејта како градоначалници во општините во кои што функционираат и како подпредседатели на ДОИ. Тие се директно изложени како подпредседатели, но и позициите на другите. Не како градоначалници, бидејќи, реков, најголемиот дел од албанските гласачи гласа настрана од ДУИ заради тоа што им ја достава од тендер коалицијата и од немањето на излез никаков во самава држава. 27 февруари треба да не плаши или имаме повеќе време за чекање? Јас мислам дека нема да имаме потреба од чекање многу долго време. Иако, знаете како, you'll be surprised how much you can be surprised. А тоа за Македонија е особено специфично. Баш заради тоа и го кажав. Ви благодарам на сите што вечерва бевте мои гости. Тоа беше вечерашнава топ тема во обид да ги сублимираме сите разговори, процеки и анализи кои што ги имавме неделава на оваа тема. Понеделник е важден во смисла на тоа што ќе се во топ тема на ваша страна следува ново истражување на јавното мислење, овој пат главно фокусирано токму на клучните прашања околу излезот од политичката криза. Кој е вашиот став, односно што мислат граѓаните, ќе дознаете во понеделник, а вечерва и натаму останете со Телма. Довидување.